Што се случи и што ја натера партијата, која пред само кратко време се пожали дека е мета на хибридна закана на македонско политичко бизнис лоби, да најави сега условени оставки како една опција за спас на уставните измени, одговори бараме од министерот за надворешни работи и подпредседател на ДУИ Бујар Османи. Господине Османи, добре дојдовте во вестите на Телма. Добро ја најдов, благодарам на поканата. Што е ова? Партиско позиционирање со оглед на силните бранјувања и во ДУИ и во албанскиот политички блок или сламка за спас на, според многумина, се поочигледниот колапс на процесот на уставни измени, имајќи ги предвид на ставовите на опозицијата? Сакавме да покажеме дека ова се времиња, моменти кои што обично се ретки во историјата на една држава, кои што обично се сметаат за одлучувачки, за подолгорочните текови, и дека ова е време кога партиските агенди, личните кариери и агенди се помалку важни отколку одговорноста што секој од нас ја носи по однос на иднината на државата и иднината на граѓаните. Бидејќи беше побарано еден од условите на лидерот на опозицијата за време на средбата со премиерот дека би прифатил уставни измени доколку ДУИ излезе од владата, и покрај тоа што веднаш потврдивме, еве и формално ја формализираме таа одлука, односно праќаме оставки до премиерот кој што слободно може да ги активира во моментот кога ќе се изгласаат уставните измени без потреба за нова одлука на партијата. Пред да преминеме на суштината, чисто формално правно. Депонирани се оставките, во која форма и каде? Значи, до премиерот ќе бидат утре на владината седница доставени, иако председателот Ахмети го кажа писмото што го упатува до премиерот, и тоа писмо премиерот може да го активира во моментот кога ќе се изгласаат уставните измени, без потреба веќе да не прашуваат нас, бидејќи тие влегуваат по автоматизам, влегуваат во сила во моментот кога ќе бидат изгласани. Оставката е личен чин, сепак ќе треба да најдете форма во која сите петмина ќе го направите. Да, сите петмина утре ќе бидат доставени до премиерот подпишани и тие се активираат по автоматизам во моментот кога се изгласуваат уставните измени. Значи, нема потреба од нова одлука. Тие се активираат сами, бидејќи таква е како условото дел. Што на вистина реално очекувате да се смени, бидејќи е познат веќе од поодамна во изминатите месец и половина, ставот на лидерот на ВМРО ДПМН е дека ништо повеќе не е на маса, доста го чекав Ковачевски од сега натаму. Тоа е повторено и денеска. Единственото прашање кое што е на маса се разговори за предвремени избори. Значи, ниту една опција од претходно излегување на влада, секакви комбинации, ништо не важи. Еве, на виделина излегуваат двете различни агенди. Изборите, партиските агенди, личните агенди наспроти државните интереси. Сите барања на опозицијата ги исполнуваме едно по едно. Бараа гаранции, ги доби од меѓународната заедница. Бараа излегување на ДУИ, ги доби со одлука која што влегува по автоматизам на сила. Значи, мора секој да покаже одговорност во овие важни моменти. Секој да направи дел од патот, да исчекори дел од патот. ДУИ го направи својот чекор, очекуваме секој од политичките партии да направи чекор, да се сретнеме на средина, да го обезбедиме европскиот пат, потоа ќе одиме на избори. Еве и тоа барање кое што го побара опозицијата, истиот ден да се распушти собранието. Ако до толку име само до избори, до власт, до позиции, истиот момент кога ќе се изгласаат уставните измени со што ќе се обезбеди неповратно европската перспектива на граѓаните, ќе одиме на избори. Све што ќе побараат поврзано со уставните измени, ние сме спремни да го исполниме. Која е средината, велите, на која што би требало да се најдете, или што е тоа што би можеле да побараат, а вие би исполнили, бидејќи нивното барање е уставни измени со одложено дејство? Значи, тоа се прашања кои што се утврдени во Брисел и тие не може да се менуваат. По однос на домашната политичка сцена, по однос на одговорноста на секој од нас, ние сме спремни да ги исполниме сите тие барања што се однесуваат до нас. Реков, побараа гаранции, ги добиве.
Побараа дуи да излезе од владата, еве излегуваме од владата. Побараа избори, еве во моментот ќе се распушти собранието. Што друго да им текне да бараат од нас како дел од личната жртва, политичка жртва за овој важен процес пред кој се наоѓа државата. Но еве сега велат, ова е само фолирање, тоа го рекоа денеска, а претходно рекоа дека што и да направите во меѓувреме, само ќе биде изговор, алиби за лоша преговарачка рамка и лош протокол кој што вие сте го потпишале и го одобрила владата и кој што наметна обврски за државата под бугарски диктат, што тие никогаш нема да го прифатат. Ако е фолирање, еве нека не тестираат. Нека не тестираат. Нека ги изгласаат уставните измени, по автоматизам ќе се активираат оставките и дуи излегува во тој момент излегува од владата не само министрите, сите функционери, избрани функционери на дуи ја напуштаат владата. Еве, повелете, ги предизвикуваме, нека не тестираат. И мислам дека се обидуваме и на граѓаните да им дадеме порака. Сонот за европска перспектива се става под прашалник со оваа одлука. Сега сме на крстопат. Дали државата ќе се изолира со земите кои што имаат отворени прашања и влегуваат во група на држави кои што ќе треба да ги затвараат сите отворени прашања, што значи целосна билатерализација на процесот, или заедно со Албанија и Црна Гора ќе бидат првите земји кои што ќе станат земји членки на Европската унија и ќе се исполни сонот на граѓаните за подобар живот, но што е најважно, ќе се спречи тоа што често зборувам, нашиот пасош да биде помалку важен од пасошите на другите соседни држави кои што се во Европската унија. Верувајте дека битката, најпатриотскиот чин што денеска можете да го направите е да обезбедите европска иднина на граѓаните. Господин Османи, одговорот стигна денеска. Ова е фолирање, се е џабе. Што понатаму? Ако е фолирање... Се може да заврши на символиката на вашите чинови и на тоа дека еве наеднаш Дуј се откажа од се, реши да биде уште една спасителот и Дуј да си поентира, ако поентира на избори, и се ќе заврши на тоа. Видете, не е лесна одлука да се откажете од мандат кој што сте го добиле легитимно од вашите избирачи. Се откажуваме од сите позиции кои што ги имаме во владата. Одиме на избори без да бидеме во владата. Се откажуваме од пржинската влада. Бидејќи знаете, ако излеземе од владата, тогаш како опозицијска партија ни следува министер за внатрешни работи, за земјоделство и 3 заменици и министри. Требаше да се откажеме. Еве и од тоа се откажуваме. Ако сме нормална држава. И од тоа се откажуваме. Нема да имаме функции ниту во пржинската влада, дури се откажуваме и се спремни да поддржиме и да се повлече од законската обврска за пржинска влада. Се повлекуваме и од премиер Албанец во последните 100 дена. Како поинаку да алармираме? Како поинаку да алармираме дека ова не е време за политички и партиски математики. Ова е време секој да си ја презеде одговорноста пред граѓаните, а таа одговорност е дека ќе им служиме на нив, дека ќе обезбедиме европска иднина на граѓаните. Сега е време секој да го не е ли се да премногу не време, туку не време, односно премногу доцна, бидејќи опозицијата ги има овие ставови точно една година. 19 јули лани беше кога рече направивте нешто без наша согласност и ова тешко ќе ви помине, а вие во сето ова меѓувреме, освен една лидерска средба, не направивте речиси ништо. Ниту да се доближите до јавност, до опозицијата, ниту пак на јавноста да ги објасните сите дилеми реални или нереални, поврзани со протоколите, со преговарачката рамка и така. Прво, два момента. Прво, не е така дека опозицијата има конзистентен став. Значи, земете ги изјавите на председателот на опозицијата. Прво побара да нема нови барања, ќе ги изгласаат уставните измени. Да има гаранции од меѓународната заедница, ќе ги изгласаат уставните измени. Да излезе Дуј, ќе ги изгласаат уставните измени. Значи, постојано ги менуваат ставовите. Знаете ли зошто? Затоа што во суштина не може да најдат аргумент зошто се против уставните. Но еве како сега ќе ги разубедите, што ќе следи? Ќе има некоја иницијатива за нова лидерска. Ова оставките утре и да ги сликате подпишани, очигледно не се доволни. Кои ќе бидат следните чекори? Мислам дека полека првиот чекор е добиен. Фактот дека граѓаните се убедија
дека нема ништо спорно во уставните измени. Бидејќи целата пропаганда се одвиваше кон тоа прашање. Анкетите не го покажуваат тоа, но нема многу време. Откако почна дебатата во собранието, односно влегува во собрание, граѓаните ги прочитаа. Јас не гледам отпор, јавен отпор. Јас не видов една експертска група, било кој од експертската заедница, од невладиниот сектор, од јавноста да каже нешто против уставните измени. Значи, првата битка е добиена во делот на уставните измени. Но убаво знаете дека она што кога се вели бугарски диктат, пред се мисли на сето она што произлегува како обврска од протоколот, посебниот патока за малцински права, нешто што реално навистина не го објасни. Видете, навистина не знам колку пати треба да кажам. Ниту договорот со Бугарија, ниту протоколот не е во ниту едно од 35 поглавја за преговори со Европската унија. Во ниту еден. Протоколот и договорот со Бугарија е во општиот впечаток за добрососедски односи за кој не се гласа во Европската унија, за кој што нема ниту писмен извештај за степенот на реализација. Нека излезе било кој експерт, нека ме предизвикува во ова што го кажувам, нека ме демантира во ова што го кажувам. Ги повикувам сите граѓани да дојдат во Министерството за надворешни работи, да им ги прочитам документите збор по збор, да им докажам дека во ниту едно од поглавијата, ниту за отварање на поглавијата, ниту за затварање. Прво тоа треба да го покажете на 43 пратеници од ВМРО, ДПМНЕ. Уште еднаш, при крај. Што доколку не успеете, кој е вашето сценарио Б, кој што практично беше, бидејќи сценариото А, продолжување на втората фаза, односно почеток на втората фаза, нема да успее. Дали тогаш во редните избори се опција? Прво, ќе успееме. Ќе успееме затоа што никој не успел да ја убие европската надеж и европската игна на оваа држава. Имало такви обиди. 30 години имало обиди да се скршне стратешкиот пат на државата, да се понудат алтернативи. Не успеале затоа што волјата на граѓаните, волјата на тие што сакаат оваа земја да биде европска земја е многу поголема од отпорот на тие што се обидуваат Како ќе го скршите тој отпор, ова што го зборувате не допира? Еве ви кажувам, првата битка ја добивме. А тоа е само тежиштето, еве како што спомена аналитичарите, на притисок ќе се префели кон ВМРО, ДПМНЕ. Најважното беше дали ќе има отпор од граѓаните. Граѓаните видоа сами со своји очи дека овие уставни измени на никој начин не и прават штета на државата, туку напротив, го формализираат нашиот наратив по однос на Бугарија. Прв пат во највисокиот правен акт на државата, бугарското малцинство ќе биде посебно издвоено од македонското мнозинство. Тезата бугарска еднаш за секогаш тука се завршува со оваа формализирање во уставот. Се обезбедува европски пат. За неколку години нашиот пасош ќе биде европски пасош. Никој нема да биде приморан заради економски причини да оди во Софија да се пријави како бугарин за да земе бугарски пасош. Не знам дали ја чувствуваме тежината на овој проблем с кој се соочуваат граѓаните. Ги тераме граѓаните да се од народот, како да кажам, заради економски потешкоти и заради тоа што некоја политичка партија решила сака да биде на Пак ќе ве прашам како ќе ги разубедите и дали доколку во ноември не успеат уставните измени, како што во моментот стојат работите, вашите оставки ќе се повторно ќе бидат активирани во функција на одржување на избори како единствен излез. Уставните измени ќе успеат и ви кажав зошто. Затоа што е тоа волја на граѓаните за членство во Европската унија и тоа никој не успеал во овие 30 години да ја скрши. Таа волја нема да успее ниту сега. Првата битка ја добивме. Граѓаните се убедија дека нема ништо спорно во уставните измени. Верувајте дека битка по битка ќе успееме пред избори да имаме уставни измени. И сега како што вели опозицијата за крај, нели е ова навистина малку политичко фолирање, кога станува збор за одлука од партија која вие пред неполни 2-3 недели изјавивте дека е жртва на хибриден напад на македонско политичко бизнис лоби, притоа прелесно користејќи го овој комплексен збор, без да го објасните од кого, каде, како сте дознале, каде сте пријавиле и така натаму, и сега повторно Дуи се нуди како главниот спасител. Ние само пренесовме кредибилни информации за постоење на еден таков центар
кои што имаат донесено неколку Кредибилни информации од чаршијата или кредибилни информации од службите? И од луѓе кои што биле на тие состаноци. И заклучоците кои што ги донеле, прво за меѓусебна заштита односно неказнивост, втора е за протекција на монополот од приватизацијата и трето за раситнување на албанската политичка сцена, која што еве се... Не е ли пресилно да се каже хибридна закана, иако е така, бидејќи тоа многу комплексен збор кој што многу се користи, употребува и злоупотребува во овој период, и зашто тоа не е пријавено во некоја од службите? Мислам да политички се овие цели кои што ги работи овој центар, кој што се обидува да ја вратат државата назад 10 години, 20 години, меѓутоа нема да успеат. Кои се партиите? Ја реков, политички партии и лидери, и актуелни и поранешни, меѓутоа со тек на време се разбира дека ќе се оди на конкретизирање на тие ги има од вашите партнери сега, поранешни, сегашни, бивши? Мислам дека е најважно сега секој да се посветиме на одговорноста што имаме пред граѓаните. Граѓаните бараат од нас Европа, бараат просперитет, бараат стабилност, бараат можност да си го планираат животот овде во државата. Ние го направивме нашиот чекор. Се повлекуваме од сите наши позиции само заради тој сон на граѓаните. Ке го убедувате Мицкоски, ке ги убедувате пратеник по пратеник 43 пратеници од коалицијата на ВМРО ДПМН, и што ли се ке правите во ноември, и ако сепак не успеете, дали ќе одиме на предвремени избори? Мислам дека убеден сум дека нема да има предвремени избори. Изборите ќе бидат редовни во пролет идната година, а до тогаш, до последниот ден, ќе работиме на обезбедување на европска иднина за граѓаните и верувајте дека во тоа ќе успееме, затоа што ги имаме граѓаните позади нас. Министре, ви благодарам за гостувањето во вестите на Тилма.